многу. Јас само сакам да обрнам внимание дека Македонија има во однос особено на културата и културното наследство, традицијата, а тоа е она што пред се не поврзува на Балканот. Ние имаме добра легислатива, само потврлуваме во имплементација на истата. Само пример ќе ви кажам, дека имав таа чест да учествувам и во иницијативата за впишување на Ѓурѓевден како мултиетничко досие, кој што фаќаше од Босна до Јордан. Значи имаше доста земји. За жал не беше успешна таа апликација, потоа беше Хдрл спишана, но јас навистина бев единствена од овој поширок регион, значи не само балканскиот, кој што во 2013 година прикажа 5 одлуки од Министерството за култура и од Управата за заштита на Ѓурѓевден, но по овој редослед. Ѓурѓевден кај македонците, Ѓурѓевден, односно Хдрлес кај турците, Ерделизи кај ромите, Шенџерч кај албанците и Ају Ѓорги кај власите. Посебни 5 одлуки. Верувајте, тоа беше спектакуларно кај другите држави, бидејќи ние покажавме една искрена грижа за сите етнички заедници кои живеат во Македонија и за разлика од другите земји каде што има такви случаи, но еве ќе дадам за пример Бугарија, каде Ѓурѓевден е заштитен само кај бугарското население, но не и Хдрлес кај турското население. Затоа Македонија и Турција го впишаа Хдрлес во УНЕСКО, другите држави не успеа во тоа. Сакам да кажам дека нашата легислатива во однос на почитување на правата на помалите етнички заедници и сите етнички заедници е подготвена, но верувајте, имплементацијата, значи она искуство јас што го имам, особено од областа на културата и културните институции, и тука нема да фаворизирам никого или да кажам дека некој маргинализиран, туку сите заедно се одговорни за таа состојба. Институциите се тие кои потврлаат во имплементација на оваа легислатива. Најголем проблем, јас како човек кој што доаѓа од науката и од образованието, детектирам во образованието. Најавена е реформата во образованието, ќе видиме како ќе се спроведе, но секако ќе мора да се спроведе никаква реформа и сметам дека нашата улога како комитет тука може да биде од круцијално значење, бидејќи мораме во образованието да наметнеме дека не треба ние да правиме сегрегација во образованието, туку треба да правиме интеграција на вредностите на сите етнички заедници кои што живеат на оваа територија, и затоа мислам дека тука мојот влог и мојот придонес би сакала најмногу да го дадам во тие две ресорни министерства, Министерство за образование и наука и Министерство за култура. Особено кај културата, еве колегата сигурно знае, но знаете дека има посебни ставки за финансирање на проекти на сите етнички заедници. Значи, ние навистина имаме одлично подготвена легислатива, но само треба да се имплементира. Затоа реков, ние имаме ратификувано сите конвенции на УНЕСКО, но во имплементацијата потврлуваме. И овде ја гледам главната улога на овој комитет. Ви благодарам.